Зошто жената на жена може да биде најголемата поддршка. Ветер во грб, подадена рака, кога најмногу и треба. Кога се чувствува осамена и кога се чувствува повредена. И разговорот кој што ќе го водиме во продолжение ќе биде во таа насока. Ќе зборуваме за жртвите од жени, од семејно насилство. Ќе дадеме поддршка и поттик, испочитувајќи една кампања која што се случува "Биди храбра и пријави насилство", кампања која што ја поттикна, вклучувајќи многу организации со себе, Билјана Ангелова. Ќе повикам еден видеозапис во продолжение како најава за разговорот за она што ќе зборуваме. Доволно е само, велат, да бидете храбри и да подадете рака. Има многу кои што се вклучени организации во една голема кампања кои што ќе ви помогнат за процесот кој што ќе следи. Во продолжение разговараме со Нена Смилевска од Организацијата на жени на градот Скопје, спроти мене, и од мојата лева страна Митана Стевковска, правник од Кризен центар Надеж. Добро утро. Добро утро. Јас и во најавата кажав, ако жените на жени не можеме најдобро да се разбереме, да си подадеме рака и поддршка, тогаш особено во вакви мигови, кога знаеме дека некој е жртва, кога знаеме дека некој во себе потиска и поминува еден навистина многу тежок период. Ке започнам со вас, Нена, затоа што вие сте од Организацијата на жени на градот Скопје, првата организација од ваков тип. И во најавата кажав, биди храбра, пријави насилство. Од искуството досега, што им е потребно на жените жртви? Храброст, подадена рака, што им треба за да кажат, да пуштат глас дека нешто им се случува? Па точно, баш ова што го кажавте. Храброст и подадена рака. Затоа што она веќе кога ќе се јави, дали тоа ќе биде на линијата за семејно насилство 15-700 или останатите линии кои постојат, или ќе биде у полициска станица или Центарот за социјални работи, она веќе го направила првиот чекор. Значи, собрала храброст да прозбори за тоа што и се случува. Понатака, ние како граѓански организации, заедно со институциите на системот, имаме обврска и должност да и помогнеме. А тоа значи, доколку има потреба од згрижување, да биде згрижена во згрижувалиште, каде што и ќе биде понудена психосоцијална поддршка и помош, нејзино зајакнување, понатака бесплатна правна помош, доколку е потребна, ресоциализација, да влезе во системот, оти најчесто тие жени се со големи трауми. Оти тоа насилство ретко когаш кај нас се пријавува ако е денеска, сега и прв пат. Да. Обично е тоа нешто што трае. Тле. Да. Па вика, ајде денеска е, па нема да биде утре, можеби нема да биде уште сега, па нема веќе да биде, меѓутоа тоа кој ќе продолжи е веќе, како да кажам, можеби зборот опасна не е доволно силен, затоа што понатака се редат ударите, еден по друг. Да. Еден по друг. Знаете сами дека со подпишувањето на Истанбулската конвенција 2017 и веќе од 18 од јуни месец нејзината примена, веќе се прават стандардизација на сервиси кои даваат помош на жртви на семејно насилство. Дали се тоа шелтер центри за згрижување, бесплатна правна помош, советувалишта, и треба да ги имаме што повеќе. Тие се отвараат, би требало да ги има во сите делови од Македонија, барем советувалиштата и шелтери за згрижување на жени и деца жртви на семејно насилство. Ги споменавте децата, најчесто во таквите ситуации кога жената доаѓа и пријавува со себе носи деца? Да. Носи деца затоа што едноставно она со нив излага од дома. Да. Ретки се моменти кога ги остава и излегува сама. Да, излегува сама, меѓутоа кога ќе направиме проценка ние кои ќе соработуваме со институциите, тие деца ќе и се придлужат понатака до решавање на
конечната одлука, доколку реши да се разведе, доколку се одреди и старателството преку Центарот за социјални работи и низ други работи кои ќе и пружиме, а тоа значи дека ќе се овозможат некои обуки за да може да се преквалификува, да работи нешто, работно да биде ангажирана, да. Во секој случај, затоа што е тоа единствено решение да она стане економски независна, а со тоа ќе може да има живеалиште своји, да се тргне од кај насилникот. Добро, може ли да се даде проценка колкав е временскиот период на таа сага која што ја поминува жена жртва од пријавувањето? Па подолги е и тоа зависи од тоа колку кај нејзе има и сила да може да се носи со сето тоа. Оти ништо не е преку ноќ и еден ден готово од едно јавување, од едно згрижување и сите тие пропратни работи што долги е патот. Меѓутоа, доколку истрае на тој пат, јас имаме успешни приказни тамо каде што се успеало да се истера работата до крај, тие завршиле успешно. Меѓутоа има, за жал, многу жени кои повторно се враќаат кај сторителот. Тоа е она неможноста, економска зависност и сите. И на таа тема малку и повеќе внимание ќе посветиме, но дотогаш она што би сакала како внимание да го посветиме, тука ќе ми помогне и Митана, е тоа што велиме едукацијата. Затоа правата на жената, начините на барање на помош е уште од најмали години. Мајките на своите ќерки им го пренесуваат, се обидуваат уште од најмали носет да им го објаснат тоа за нивната важност, за нивната заштита, за начинот што е дозволено, што не е дозволено, но има ситуации во кои што мали девојчиња сведочат семејно насилство уште од најмали носе. Од овие причини да се објасни и можеби во најкритичните години на пубертетот од 15 до 18 години, всушност од денеска започнуваат обуки на млади лица за нивната важност, за нивната заштита, но и начините како да се пријави помош. Може малку повеќе да објасниме? Така, најнапред добро утро и да ви се заблагодарам за поканата и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Така, денес, значи, која е пораката? Денес, како што знаеме, е меѓународниот ден на човековите права и последниот ден од 16 дена активизам за борба против насилството врз жените и семејното насилство. И пораката која што сака да се испрати со оваа иницијатива која што ја води господја Билјана Ангелова, сопругата на бугарскиот амбасадор во Македонија, е токму тоа дека борбата против семејното насилство не завршува со завршувањето на 16 дена активизам и затоа и денес и почнуваат нели следни активности, бидејќи борбата трае 365 дена во годината и како што напоменавте, многу е важна едукацијата. Родителите не секогаш можат нели да го пренесат тоа знаење и да ги поучат дали своите ќерки, дали своите синови без разлика. Превенцијата нели се однесува на сите, така да многу е важна пораката, односно започнуваат обуки, како што напоменавте, во средни училишта, односно со генерацијата млади лица од 15 до 18 години, каде што стручно лице, односно адвокат, ќе ги извршува тие обуки со цел да им се укаже на младите лица што е она, односно на кој начин првично треба да го препознаат насилството доколку се наоѓаат во таква ситуација или доколку нивно блиско лице преживува нели таква состојба, односно трпи насилство, да ги препознаат првите знаци за навремено да излезат од таков насилен однос, доколку се случи насилството да знаат како да се заштитат, каде да ја побараат таа помош и поддршка, при тоа да се поучат кои се нивните права кои што им стојат на располагање и како истите да ги заштитат, но важен сегмент тука е и превенцијата, односно да ги поучиме и оние лица кои што можеби во иднина би вршеле насилство, кои се оние последици кои што ќе настапат врз нив во случај доколку санкциите. Така, кои се санкциите доколку сторат насилство со цел да превенираме и да спречиме нивно девијантно однесување во иднина. Многу убави проекти кои што се реализираат, еве токму и овој биди храбра, пријави насилство е еден дел, едно герданче, буквално цела таа нишка на се она што вие правите, велите 365 дена, постојано се зборува биди храбра, пријави насилство и тоа го лудираме и каде, тука сакам да ве вклучам и двете, и каде на крајот излегува проблемот
кога велиме имаме многу позитивни приказни, но за жал имаме и приказни во кои што жената се враќа кај насилникот. Каде тука се губиме негде во цела во оваа процедура која што ја правиме со цела жар, енергија, поддршка, подаваме рака и што ни недостасува? Сега, ако можем јас да кажам дека пак се навраќаме на она дека кампањата денеска завршува, имаше премногу настани, но за нас како граѓански организации кампањата е продолжена и трае 365 дена, што значи дека ние се занимаваме исклучиво со поддршка и јакнење и зајакнување на жената жртва на семејно насилство. Ова што вие ми го кажавте, каде тука недостасува. Донесен е сега новиот кривичен закон за семејно превенција, заштита и спречување од семејно насилство. Нас ни е потребна само поголема имплементација. Тоа е наше согледување и на некој степен сите ние со потпишувањето на Истанбулската конвенција се креваме на еден степен поголем, можеби и два, на одговорноста која ја имаме при изгрижувањето и укажувањето и пружањето на помош на жртви на семејно насилство. Сега ова што вие го велите дека се враќаат, тоа би требале сите ние да се загрижиме. И ние као граѓански организации и институциите на системот, оти најверојатно негде некоја карика ќе откаже и тој ланец не може да продолжи. Меѓутоа не е секогаш и кога сме работата истерале до крај, се случува жената да се повлече и кој ќе дојде до обвинителство и да повлече пријавата и ние тука не можеме ништо. Сепак е тоа нејзин избор кој ние треба да го почитуваме, доколку повторно дојде на насилство, повторно биде згрижена кај нас, ние повторно ќе ја помогнеме. И втори, трет пат оти шелтерот и кај нас отворен. Има ли такви ситуации? Да, има и такви ситуации, имаме жени кои се враќаат 2 и 3 пати, па и повеќе. Ние сме должни да ги примиме и повторно да работиме со нив и во тој дел кај нив не се менува ништо. Се тоа станува наветување дека тоа веќе понатака нема да се случува, а ќе продолжи да се случува. И оно тоа повторно се срами да каже дека ете била тука, поминала, меѓутоа не успее и не е доволно силна да се избори со сторителот. Сега јас се извинам само да докажам, со Истанбулската конвенција понатака се планира да се отворат советувалишта, да може би изгрижувалишта за сторители. Мислам дека е тоа потребно. Многу е битно да се работи со сторителот. Ние која ќе извлечеме жената, ние ја ставаме на безбедно сигурно место, она е обезбедена со се што е потребно, од храна, облека, медикаменти, психосоцијална поддршка, програми за нејзино понатамошно интегрирање у системот, меѓутоа сторителот останува тој. И потребно е да се работи со сторителот, да се види од каде се тие корени, зошто тоа така се случува. И мислам дека би требало да даде резултати, доколку почне да се работи и со сторителот. И сега има мерка изрекување сторителот да посетува советувалиште, меѓутоа и може и не може. Да, и може и не може. Да, Нена, сакав да кажам, ова навистина многу убаво звучи како дел од едно навистина современо општество во кое што се грижиме буквално за секоја алка. Сега, ако се наведе и дека треба да се работи со сторителот, од другата страна со жртвата, тогаш се очекува да има повеќе позитивни приказни и на спојувањето да има позитивен исход. Да речеме, ако такво нешто следува. Но повторно се сведува на волјата и на желбата, не може тоа да се во таква ситуација да се наметне дека треба да се работи со некој кој што направил одредено дело, или ако е жртвата од друга страна и жртвата треба одреден временски период да биде под одредена заштита. Да е под одредена заштита, меѓутоа вие не можете да наложите на некого. Така, тоа е можеби најголемиот проблем. Не може да се наложи, сето тоа мора да има, така нема да даде ефекти. И да појде, ќе ствара отвор цело време, дека не е до него, дека не треба да посетува и нема да даде резултати. Така.
Онај пат кога ќе има согласноста и кој ќе се работи, и ако навистина сака да го реши проблемот. И ако двете страни сака да го решат проблем. Тие двете страни нема да бидат заедно, затоа да не би дошло до конфликт, се проценува од страна на луѓето кои работат у советувалиштата, кои се стручни. Се работи прво со едниот и со другиот, точно да се видат проблемите, корените, желбите понатака, можностите што понатака може да се направи. Митана, зошто најчесто се враќаат? Причините зашто се враќаат, нели може да ги бараме на повеќе места. Дали е тоа економската зависност од страна на сторителот или пак заканите кои што жртвата ги добива, особено во периодот кога нели ќе го пријави насилството и кога веќе постапката тече пред надлежните институции. Но исто така тука станува збори за поддршката која таа ја добива, односно не ја добива, не само од семејството и од блиските лица, туку и од страна на институциите, односно на целиот сектор, би рекла. Сега, нели не сме тука да се напаѓаме, секој од нас, како невладиниот, така и владиниот сектор си го знае своето место во системот и што е она што треба да го направи, но еве јас од гледна точка, нели како човек што доаѓа од невладин сектор и кој секојдневно нели работи и слуша разни приказни од страна на жртви на насилство, постои една недоверба кон страна на институциите и недоверба дека тие ќе успеат да им дадат некаква соодветна помош и заштита на самите жртви. Затоа е многу важно и секогаш велам дека е многу неблагодарно ние да повикуваме и постојано нели ја покренуваме свеста и ги повикуваме жртвите да го пријават насилството, но од друга страна постапката ќе запре, нема да ја добијат соодветната заштита и потоа се обесхрабруваат и во иднина кога ќе се соочат со истиот проблем, нели се обесхрабрени и не сакаат да преземат некаква акција за да го решат конкретниот проблем, така да мора да постои континуирана мултисекторска соработка и помеѓу граѓанските организации, помеѓу институциите и секој да го даде својот максимум за да можеме нели на секоја жртва да ја обезбедиме соодветната помош и заштита која на крајот на краиштата и следува согласно законите. Секој во својот дел. Секој во својот дел. Ние жените даваме поддршка на жените, велиме биди храбра, но исто така и во целиот овој проект Биди храбра, пријави насилство, кој што го покрена Билјана Ангелова, сопругата на бугарскиот амбасадор во државата, и мажите се вклучија да дадат поддршка, па го повикуваме видеото во продолжение, па ќе се навратиме да ги повикаме сите, и мажите и жените, на еден многу бав настан. Целиот овој период, целата кампања која што се случуваше во повеќе градови низ државата, всушност во недела, можеби символика, но на 12 декември во 12 часот, значи 3 имаме 12, 12, сите, не само жените туку и мажите, ве повикуваме на плоштад Македонија, всушност на сите плоштади во кои град да се наоѓате во државата, да дадеме поддршка на жените жртви. Како ќе биде организирано ова? Па бидејќи е општа покана. Еве вака иде и преку медиумите и од нас меѓувладини. Сите ќе гледаме масовно колку што можеме да го масовиме тој собир, за да едноставно ставиме до знаење дека проблемот е тука и дека е важен. И треба да зборуваме за тоа, треба да ги охрабруваме жените. Мора да пријавуваат за да себе се заштитат, доколку сметаат дека тоа е потребно и самиот настан ќе прати посилна порака. Дека не се сами, дека имаат подадена рака. И дека не треба да молчат. Ние сме тука во своите можности, колку што можеме, заедно со институциите на системот да помогнеме. За нас секоја една успешно решен случај, жената извадена од насилна средина, понатака која отвара свој пат и заедно со своите деца иде понатака, веруете, тоа е голема среќа. Па како не? Едно признание за вашата работа. И Митана, верувам дека и на плоштад Македонија, еве, ќе го споменеме, дека ќе се соберат
многу и жени кои што го поминале овој процес. Така. Па може би споделеното искуство е најголема порака, биди храбра. Така. Има завршница целиот тој процес. Така. Тоа е и целта нели на самиот настан, бидејќи настанот не станува збор ниту за протест, ниту за некаков марш, туку буквално за мирен собир, каде што ќе се соберат како нели представниците од граѓанскиот сектор, се надеваме и представниците од страна на институциите, но и сите граѓани, не само жртвите и потенцијалните жртви, бидејќи секогаш тоа го велам, никој од нас не знае што го очекува утре, нели, што може да му се случи, и секој граѓанин, секој оној што ја препознава нашата работа и што го препознава овој проблем, јас би рекла пандемија, една огромна пандемија со која што директно се кршат човековите права, кои нели денес го славиме меѓународниот ден на човекови права, така да упатиме порака дека жртвите не се сами, дека ние сме тука за нив, но и дека секој од нас, буквално сите луѓе во државава, конкретно нели станува збор за државата, буквално секој од нас треба да даде свој придонес во оваа борба за да го искоренеме насилството врз жените и семејното насилство и луѓето да се чувствуваат безбедни, нели, како што и самата порака со љубов за секоја една да има еден ослободен живот од насилство. Добре, јас се надевам дека и оваа символика 12-12-12 ќе донесе посебен отворен пат и среќа за во новата 2022 да бележиме повеќе успешни приказни и помалку пријавувања. Искрено, сите ние кои работиме на оваа проблематика, истото го посакуваме. Насилството не е од вчера и сигурно ќе го има и иднина. Меѓутоа, нашата е цел колку што можеме да го сведеме на една помала бројка, да едуцираме. Верувајте, све лежи во едукацијата. Во едукацијата од мали носе. Од мали носе. Еве да не речем градинките, меѓутоа веќе од основните училишта, средните училишта, многу, да кажам, млади луѓе не го препознаваат насилството, дури и тоа што им се случува во училиштата. Па да не збориме сега за некој нов вид на насилство, во онлайн насилство, каде што еве имавме пример со јавната соба која нема разрешница. За жал. За жал, меѓутоа со измените на кривичниот закон, мислам дека и тоа ќе влезе во кривичниот закон за да може сторителот да се гони. Вака немаме закон, немаме основ кој да го гонат, меѓутоа тоа сега се веќе проширува. И мислам дека би требало да влезе во законот и да се применува и да луѓето бидат заштитени. Не една објавена фотографија која е пуштена со сосема друга цел да заврши така како што заврши. Жената не е крива за насилството кој се случува. Ниједна жена не смее да биде обвината за насилство кој се случува. Ние сме тука да ја заштитиме и да ја подадеме рака, да направиме се она што е во рамките на законот, за да успееме да она излезе од таа ситуација. И самите деца, и спомнавме да деца кои растат во така насилни средини, за жал, го зимаат моделот од родителите и они после, како момчиња, се насилни уврски со своите партнери, понатака со сопруги. Тоа е она што ставаме приоритет на таа превенција и обука, многу е важно. Да се зборува многу, за да што поголем број тоа го разбере, за да бидат опфатени многу средношколци, многу студенти, многу од населението, за да веќе точно знаат каде треба да пријават. Благодарам. Благодарам што ми бевте гости. 365 дена треба да зборуваме на оваа тема и ќе имаме и повеќе можности и прилики. Благодарам. Благодариме за поканата.